Бидејќи Македонија земјата каде што е родена не ѝ дала можност да игра фудбал, на само 16 години заминува во Ниш и игра за фудбалскиот клуб Машинац, за да подоцна стане капитен на женската фудбалска репрезентација на Македонија. Сузана Синадиновска, сегашен тренер на женската репрезентација до 19 години, заедно со незиниот колега Александар основаат женски фудбалски клуб во Дедово, Шарпланинка. Во Македонија немаше женски фудбал и јас отидов во Србија, по покана на еден мој пријател, додека јас во село играв фудбал, другарките мои се занимаваа по кафичи, јас си играв по полјаните едноставно, на игралиште. Он дојде до идеја да ме однесе во женскиот фудбалски клуб Машинац, и каде што таму ја започнав кариерата, бидејќи во Македонија немаше женски фудбал. И сепак додека јас таму играв, јас мечтев, едноставно да играм за својата држава. Најголема желба ми беше да станам капитен на женска репрезентација и да постои женска репрезентација во Македонија, како што ми беше идол, Дарко Панчев, Илија Најдонски, сепак те потекнуваат од Македонија. И така во еден момент се створи некоја мала идеја, во Скопје, турнирски почна женскиот фудбал. И така почна привремено да се ствараат екипи од сите делови на Македонија, по училишта лево десно, али со тек на време, јас, поминува времето, годините надвасуваат, јас се определив да бидам тренер. Дојдов до идеја, со мојот колега Александар, од Тетово, да створиме еден клуб и во Тетово, бидејќи девојките немаат тука, прилика да тренираат, таа видов дека има заинтересирани девојчиња и така од своја собствена желба, потикнав, и формирав клуб, и клубот лично, го формирав јас со мојот колега заедно, и со едни блиски пријатели. И името му ја дадовме, Шарпланинка, бидејќи ние сме под шара, не сакавме да преземеме било какво име, и тука, девојките, клубот не е мултиетнички, со тоа сакав да потикнам, да им кажем, на сите, на целава јавност, дека спорт кој спорт, не е машки спорт, и жените можат да играат спорт. Денеска овој фудбалски клуб одигра пријателски надпревар со женскиот фудбалски клуб Порече. Тој пак веќе постои 4 години, дека жените се добри фудбалерки покажуваат и нивните досегашни резултати. Сме и шампиони на Македонија веќе 2 години со ред во голем фудбал и вице шампиони во футсал на надпреварите што се организирани од Федерацијата за училишни спортови. Се трудиме да го масовизираме учеството на девојчињата на понежниот пол во нашиот град и за сега тоа добро ни успева. Имаме и 2 екипи во голем фудбал и футсал. Девојчињата тренираат и ракомет и за сега мислам дека можат да бидат задоволни од тоа што им го пружа општината и нашето училиште како можност за занимавање со спорт. Фудбалерките, членови на двата фудбалски клуба, во слободно време играат фудбал, имаат омилени тимови, а редовно одат и на фудбалски надпревари. Високите подпетици ги заменуваат со копачки, а во тренерки се чувствуваат најудобно. Омилен клуб ми е Реал Мадрид. Дека моите врснички одат по кафичи, јас го надоградувам тоа што не можам на тренинг да го направам. Се надоградувам во тоа. Омилен фудбалер ми е Нејмар. Пишувам спортска редовно, тоа ми е забавно така. Јас исто така го следам женскиот фудбал на телевизија и најдобра фудбалерка е Алекс Морган, која доаѓа од Америка. Еден ден би сакала да бидам можеби како неа. Навивам за фудбалскиот клуб Барселона. Редовно ги пратам утакмиците и кога има фудбал, например Барселона или било кој, не се поместувам од телевизор. За разлика од моите врсници кои сакаат да одат на концерт или на било што, јас сум секогаш по надпревари. Редовно ги пратам надпреварите, сум учествувала и надпреварот Македонија-Данска. Не сум од тие девојки што влагат често мини здолништа или штикли. Секогаш ги заменувам работите со широко, тренерки, патеки, стартки посебно највише. Сега, ако жените важат за понежен пол, како тие се однесуваат на терен, ме интересира и каква е нивната борба? Искрено ти кажам дека ние сме остри на терен. Пред се не сме женствени, женствени сме кога треба да излеземе во кафичи со дечкото нормално, а тука на терен подеднакво, нема некоја разлика.
тоа можам да го кажам бидејќи јас сум го сетила на своја кожа, значи јас сум бил одбранен играч кој значи се кршел на терен, значи и кој ќе одам дома со модрици, бре черко, не, тоа е значи сепак значи желбата, ако имаш срце, значи оставаш се на терен, значи. И со тоа сакам значи да докажам, да им кажам значи на сите, значи пред се што викаат женското не е за фудбал, не. И женските играат фудбал, значи исто е, значи потпуно, значи не постои никаква разлика ни меѓу машко и женско, значи. И тие стануваат дел од професионализмот, значи каде што во странските земји значи можат многу да достигнат и да заработат средства каде што може да екзистираат. За разлика од тука што тука ние сме сепак почетници, значи. Плюс девојчината се и поемоционални, повеќе се даваат себе си во спортот и не им е баш толку сеедно како на момчината кога ќе изгубат, тие знаат и да заплачат, значи нешто ги боли и мислам дека заслужуваат да го добијат епитетот дека не се многу понежни од машките. Во Македонија има 10 женски фудбалски клуба кои играат во првата лига.